Денеска, на денешен датум, поточно, ние полниме како банка за храна на Кавадарци точно една година од првата спроведена акција за донација на храна на фамилиите од социјален ризик и сме горди на тоа што баш во Кавадарци имаме една таква бранша на банка во склоп на Банката за храна на Македонија и се надеваме дека во иднина, исто како што сме напредувале преходно, че напредуваме и во иднина и дека ќе ги постигнеме сите тие европски нормативи како што ни ги налага Федерацијата на банки за храна на Европа и да видиме до кај може да стигнеме со обезбедување што е можно поголема помош за фамилиите со социјален ризик. Нормално би ги спомнал тука сите оние атрибути, сите оние правни физички лица како што се градоначалник, центар за социјални работи, Совет на град Кавадарци, бизнис секторот кои што не себично не помагаат и кои што многу ни значи нас во нашата секојдневна работа. Точно е дека Еко Живот и другите волонтери волонтираме во сето ова, не себично се даваме за да направиме едно дело, добро дело, хумано дело во општина Кавадарци, но без една љубов помеѓу сите сограѓани и од вас медиумите нема да постигнеме големи резултати. И исто така ни значи нашето покровителство кое што го имаме и од Банката за храна на Македонија. Тука председателот Душко Христов кој што исто така може да ги спомене некои фактори кои што се значителни за нашата банка. И можеме да истакнеме дека самото постоење на нашата банка во Кавадарци вроди со многу голем плод за нашата средина. Самиот темел на банкарството за храна во Кавадарци беше што е можно поголем дел од храната која што се фрла да успееме да ја спасиме, да не ја фрлиме и мислам дека направивме доста голем успех минатата година со тоа што спасивме над 15 тона храна, кој што можеше да заврши комотно на нашата депонија, а заврши баш на трпезите на граѓаните, сосема исправна технолошки храна за јадење. А потоа успеавме да доставиме доста голема количина на донации на фамилиите од социјален ризик, кои што исто така му се добредојдени, повеќе од добредојдени на тие фамилии кои што не можат да си дозволат баш секој ден пристоен оброк. Така да, ја би напоменал дека нашата банка за храна има доста голем удел во општествениот живот во општина Кавадарци. Конечно и последна година пак на исто место, отприлика со иста екипа, освен градоначалникот Митко Јанчев, кој што од оправдани причини денеска не е со нас, но поддршката ја дава, благодарејќи на него и на Советот на општина Кавадарци, секако Центар за социјални работи и пред се бизнис заедницата. Нормално граѓаните на Кавадарци нема да бидат исклучок од оваа пофалба. Да кажеме дека благодарејќи на Еко Живот и волонтерите кои што ревносно, да речеме, во изминатите 365 дена работеа, значи собрале над 30 на тона храна, што за нас е исклучителен податок, од кој што 50% од истата храна можела, што рече Роберто, да заврши на депонија. Не само храната како храна спасена, но имаме и еколошки придобивки од тоа што истата не допринела да на некој начин скапе или се направи одредена грешка, односно проблем во вашето секојдневие во Кавадарци. За гледачи само да ќе кажам дека на светско ниво се произведува над 12 милиарди тони храна, од кои што 1 милиарда гладува, ако сме ние 7 милиарди, 1 милиарда гладуваат, значи храната е произведена дупло за оно што имаме како потреба од храна на овој свет. Само да кажам дека банките за храна широм Европа, ние на некој начин се справуваме со последиците од сиромаштијата. Глад и сиромаштие има и ќе има. Ние сме тука едноставно да гоублажиме тој дел. Преку процесот и системот на собирање на вишокот храна, кој што се јавува кај производствените капацитети, операторите со храна во целини и така. Денеска, да скратим и приказано, денеска сме тука да дадеме една голема благодарност на председник градоначалникот Митко Јанчев, на Советот на општина Кавадарци, на Центарот за социјални работи и денеска имаме и дел од бизнис заедницата Кожушчанка, бидејќи во изминатиот период дел од компаниите кои што ја поддржаа оваа иницијатива
ги на некој начин се заблагодаривме на тој начин што овие благодарници ќе висат валја на зидот, ќе се сетат дека и оваа година и годините кои што доаѓаат, банката за храна Кавадарци ќе постои тука. Дај Боже да биде затворено, односно да стави клjuč на истата, но се додека има глад и сиромаштија, ние ќе постоиме. Ние се надеваме дека ќе продолжи со поголем капацитет. Јас ја оправдувам овој проект. Поддршка градоначалникот дава. Компаниите во Кавадарци го препознаа овој проект дека е добар, исто така донираат. Сакаме да имаме убав ефект, зголемен. Во секој случај, локалната самоуправа во своите ингеренции ќе помогне и ќе поддржи. Благодарам. Па јас се една голема благодарност до Банката за храна, која што на некој начин ставија еден голем акцент на нашите корисници, нели излегува во пресрет на најсиромашните, на луѓето во ризик, да им обезбедат барем еден нели оброк. Се надевам дека и натаму нашата соработка ќе продолжи. Центарот за социјална работа останува активен партнер во Банката за храна. Јас како представник од компанијата Кожувченка сакам да ви честитам една година успешна работа со Банката за храна. Кожувченка како општествено одговорна компанија ќе продолжи и понатаму да донира